Се наоѓаме на магистралниот пат М6 кој што од Струмица преку Ново село води на македонско-бугарската граница. Овој пат, како што гледате позади мене, е веќе втор месец изгребан горниот слој на асфалто и оставен таков без поставување на нов асфалт. Морам да нагласам дека се работи за меѓународен магистрален пат на кој што има голема фреквенција на возила, и тоа кон Бугарија и обратно кон Република Македонија, меѓутоа мораме да кажеме и преку кулата кон Република Грција, бидејќи Ново село се наоѓа на тромаѓето меѓу Бугарија, Македонија и Грција. Станува збор за магистрален пат, меѓутоа истото и тој е и локален пат кој што го користат граѓаните на општина Ново село, како и соседните општини Босилово и Василево, така да граѓаните секојдневно се изложени на ризик возејќи по ваков неасфалтиран пат и ги оштетуваат своите возила. Меѓутоа, овој неасфалтиран пат може да биде причина за незгода. Прашуваме дали треба да се случи жртва за да биде патот или постелен вториот слој на асфалт. Во буџетите на Република Македонија за 2012 година, 2013 и 2014, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз поднесоа амандмани со кои се бараше да се постели втор слој на асфалт, почнувајќи од Струмица, точно преку Ново село, па се до граница. Меѓутоа, Ставрески, како и мнозинството, пратениците на мнозинството на ВМРО, ДПМН и актуелниот пратеник од Ново село гласаа против тие амандмани, што значи против поставување на втор слој на патот од Струмица преку Ново село до граница. Ова неизградување на патот не е ништо друго, туку уште едно ризично дело на популизмот на Никола Груевски. Па им препорачуваме и на Груевски и на власта, бидејќи сега е моментот на донесување на нов буџет, да одделат многу мал дел на пари кои што ќе бидат доволни за да се постели втор слој на асфалт и на тој начин да се заштитат граѓаните на општина Ново село.